Ниту високите цени ќе паднат, ниту антикризните мерки ќе стигнат до граѓаните за брзо време. За ценовниот шок институциите допрва ќе почнат да соработуваат за да ги откријат несовесните трговци. Вице-премиерот Битики седнал на маса со првиот човек на Комисијата за заштита на конкуренција, Владимир Наумовски, за да му укаже дека треба да се направат проверки, бидејќи постои можност од картелско договарање на цени помеѓу трговците, но постапката може да потрае и цела година. И додека се чекаат надлежните да утврдат, граѓаните ќе продолжат да пазарат повисоки цени. Постапката и искуствено и во нашата земја, и во Црна Гора, и во другите земји од Западен Балкан отприлика трае година дена. Но искуствено исто така укажува дека при постапката соодветно проблемите се елиминирале веќе при почеток на постапката. Овде ние не преюдицираме и алудираме дека има кланско здружување. Но сметаме дека има одредено договарање на одредени трговци и понатаму други чинители, кои што нанеле штета. Во меѓувреме, граѓаните ќе ги почекаат и антикризните мерки. Најрано во ноември се очекува владата да го помогне буџетот на најранливите категории, но како и што точно ќе се донесе, Битики не знае. Трговците, иако се понадеваа, за нив владата нема да одвои дел од колачот, бидејќи анализите покажале така. Антикризните мерки не се носат за трговците, за да нешто некој некаде калкулира. Антикризни мерки ќе се донесат за граѓаните, да им се помогне на тие кои што највише денеска има потребно. Затоа што сакаме да се справиме со последиците, затоа што причините институционално ќе ги решаваме. А последиците се тие. Денеска штетата најголема ја трпат крајните корисници. Власта се правда со ребалансот за антикризните мерки, па затоа ќе се чека до ноември. Но ова не важеше за зголемените плати на функционерите и администрацијата, за кои владата обезбеди веднаш пари со така наречената распределба во буџетот, што министерот за финансии Бесими го правдаше дека не било ребаланс. Она што е известно е дека за помош на граѓаните се предвидени 73 милиони евра. Ребалансот допрва треба да влезе во собраниска процедура.